57% од граѓаните во Македонија се за решавање на спорот со Грција, вели последната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ. Од нив 37% целосно го поддржуваат, а 20% делумно го прифаќаат предлогот земјата да се зачлени во НАТО и Европската Унија под Република Северна Македонија. Овој дел од граѓаните веруваат дека придобивките од членството го оправдуваат прифаќањето на новото име на државата. Половина од анкетираните, односно 49%, имаат намера да гласаат за решавање на спорот за името, споредено со 22% кои ќе гласаат против предложената промена. Како што Македонија се приближува кон овој важен референдум, поддршката за компромисно решение на спорот за името кое би ги отворило вратите кон членство во ЕУ и НАТО, укажува на силна наклонетост кон трансатлантските институции. Поддршката за членство во ЕУ и НАТО продолжува да расте, оценуваат од ИРИ, базирајќи се на бројот на анкетираните кои го поддржуваат зачленувањето на Македонија во ЕУ, кој пораснал на 83%. Тоа представува зголемување од 6% од август 2017 и зголемување од 11% споредено со март 2017. Поддршката за НАТО, исто така, останува силна со 77%. Во однос на политичката ситуација во земјава, 39% од испитаниците се изјасниле дека владата на СДСМ е подобра од владата на ВМРО-ДПМН, а нешто поголем, 49%, е процентот на испитаници, 24 и 25, што сметаат дека владеачката партија е полоша, односно иста со ВМРО-ДПМН. Испитаниците се изјасниле дека единствено во делот на меѓународната политика, владата на СДСМ е подобра од таа на ВМРО-ДПМН. Перцепцијата дека оваа влада е иста со претходната преовладува во делот на владење на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал, подобрување на бизнис климата, назначување кадри, подобрување на условите за живот и условите за работа на домашните компании. На прашањето кои три министри од владата ви оставиле најдобар впечаток, испитаниците ги споменуваат премиерот Зоран Заев, Никола Димитров и Радмила Шекеринска, а потоа следат Бојар Османи и Оливер Спасовски, но сепак 31% се изјасниле дека ниту еден политичар не им остава добар впечаток. Податоците во анкетата биле собрани преку интервјуа лице в лице од 28 јуни до 15 јули 2018, а примерокот се состои од 1100 анкетирани на возраст од 18 години па нагоре, а стапката на одговор била 69%. Ово истражување е спроведено со поддршка на Агенцијата на САД за меѓународен развој.